Како што најави колегата Александар, веднаш повестите во 10 часот време за стандардната рубрика Собраниски брифинг. Во собранието веќе е колешката Весна Велкова. Тодоровска нејзина денешна соговорничка е претеничката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова. Весна, добро утро. Кажи ни што е во фокусот на вашиот разговор, односно на денешниот собраниски брифинг. Така е, Криста, добро утро. Гостина во собраниски брифинг ова утро е професорката Гордана Силјановска Давкова. Во фокусот во пресрет на утришниот ден 22 јуни, значи состанокот на Советот на Европа, ќе зборуваме токму на тема односи Македонија-Бугарија. Професорката Давкова Силјановска ќе ја прашаме и други, ќе имаме прашања и за други теми, како на пример законот за државјанство и законот за основно образование. Добро утро, професор. Добро утро. Ви благодарам што прифативте разговор. Јас ви благодарам на поканата. Така е. Да почнем со моето прво прашање. Утре не очекува Совет на Европа, на која треба да бидат донесени некои клучни одлуки во врска со пристапните процеси на Македонија и Албанија. Значи, во пресрет на утришниот ден, во меѓувреме слушаме националистичка реторика од страна на Бугарија, особено оваа реторика се засили по посетата на премиерот Зоран Заев на Софија. Прашањето ми е, зошто Европа молчи на ваквата реторика? Не слушнавме никаква реакција од членките на Европската Унија, а Бугарија знаеме е членка на Европската Унија. Што значи ова? Да, интересно прашање. Прво, одговорот во поглед на почетокот на преговорите не би смеело да се носи во главните градови на нашите соседи. Туку се знае каде. Во седиштето на Европската Унија, според предвидената процедура. Нема во копенхагенските критериуми вакво нешто, но така наречената синтагма добрососедски односи, нашите соседи со воинствена реторика, морам да кажам, вешто ја користат. И прашањето ваше е логично, зошто семејството европско, кое е засновано или вели дека е засновано и на вредности, а сите тие се персонифицирани во мотото дека е тоа единство на различности, а не на сличности, не препушти на милост и немилост на соседите. Но не ме чуди ова што се случува, зашто кога од Република Македонија, што значи државата Македонија, не географска Македонија, не историска Македонија, не етнографска Македонија, туку државата Македонија, ќе се трансформирате во Република Северна Македонија, тогаш ќе станете географија. Во географијата има и север, и запад, и исток, и ова што се случува воопшто не е случајно на обичните граѓани. ЕУ им изгледа како да го чекате Годо. Оваа приказна нема да остане само во однос на нас, балканската, туку сите знаеме ќе се прошири, секој член, потоа ова што ни се случува нам, ќе му го прави на следниот кандидат, наместо да го поддржува, ќе го условува. Шокирана сум. До вчера слушавме дека Македонија е Грчка. Сега слушаме дека Македонија е бугарска. Што ли е следното? Реторика како од меѓубалканските војни, како од балканските војни. Срамно. Што е одговорот, прашавте? Мислам дека одговорот деновиве го даде германскиот председател во рамките на или пред вратите или внатре во
Германско-рускиот музеј во Берлин, кога и упати остра критика на Украина. Што рече? Токму се повика на вредностите, на антифашистичките вредности, уште еднаш, како горд германец, се извини за она што се случувало, но рече дека тоа нема заборав и дека треба да стане дел од идентитетот. Нашиот сосед тоа не го сваќа. Ама не е само нашиот сосед виновен. Знам дека ќе бидам остра, може би и невоспитана, ама она што го нарекуваме авторитаризам, автократија, извинете, кај нас има елементи на идиократија. Тогаш се е можно. Можно е да бидеме навредувани како нација, можно е да се разговара за нашиот јазик. Професорке, каде е излезот од целата оваа ситуација? Еве, премиерот Зоран Заев тврди дека е оптимист, дека преку преговори може да се стигне до добивање на датум. Морам да ви кажам, во идиократските системи оптимизмот е главна политичка одлика. Прво, премиерот не е овластен ниту според Законот за надворешни работи, ниту според Законот за склучување, ратификација и спроведување на меѓународните договори, бидејќи зборуваме за имплементација на спогодбата. Меѓутоа, мене, веќе по кој знае кој пат, повторувам, ме шокира молкот на председателот на државата. Значи, председателот на државата, повторувам, е прв во меѓународните односи, а не само крунисаниот републикански монарх господинот Заев. Очигледно дека ним токму им одговара на бугарските политичари профил како на нашиот премиер, особено во услови на еден деформиран премиерски систем. Како се решаваат прашањата? Така како што Бугарија дојде до оваа позиција. Институционално, а не вонинституционално. Не во неформални групи, не во неформално постапување. Во бугарскиот парламент, во македонскиот парламент. Не знам од кога имаше овде иницијатива да седнеме и да разговараме. Видете, легитимитетот само наречен преговарач извира овде. Овде треба да дојде. И тој и министерот за надворешни работи. Не ми е јасно како може некој за тоа што ќе се отстапи или што ќе се договори сам да одлучува без да знаеме ние. Професорке Силјановска, во пресред тебе следат денови, совет на министри и така натаму. Сакам да ве прашам, околу целата оваа постапка очекувате второ вето? Може не е нешто изненадување, па Бугарија да не спушти вето поради притисок од европските земји? Не може Бугарија. Бугарија нема да отстапи од ветото, особено не во техничка влада, ама и да не е техничка влада, бидејќи Бугарија си се повикува на изворот на легитимитетот, односно на декларацијата во парламентот. Во нас е вината. Значи, може некој со насмешка и со раката на срцето било каква отстапка да направи, зашто некој смета дека е тоа европски манир. Не, нелогичните отстапки не треба да се прават. Тоа не е политика. Политиката мора да биде во границите на правото и политиката мора да води сметка за македонските национални интереси. Се што ќе допре нашиот премиер уништува. Судство ли е? Дали се закони? Дали сега дури почна да се меша и во, како што гледате, и во спортот? Значи, тој смета дека има за се решение, ама решенијата не му се обмислени.
Ќе преминам во интерес неви на нашето време. Овде во собранието е законот за државјанство. Има најави дека може би да биде повлечен поради ставање на европско знаменце, поради обструкции или противење од страна на ВМРО, ДПМН и Левица да се донесе ваков закон каков што е сега законот државјанство, па макар и со вметнати амандмани тие десетина што ги предлага Алијансата за албанците и алтернатива. Што има европско во овој закон за да се Нема стави? ништо европско. Постои, се разбира, конвенција за државјанство со стандарди европски. Јас одговорно тврдам дека стандардите или решенијата што се нудат во овој закон не се европски стандард. Да не заборавиме дека дури кога се дава државјанство, постои можност за дискреционо овластување. Често пати го давам примерот со Ел Фаед, кој што поседуваше огромни богатства во Британија, живееше тамо со децени, меѓутоа британската држава не му даваше државјанство. Значи, цинизам е да го искористите проблемот, не велам дека не постои, со граѓани кои, како што велат од Алијанса и од Алтернатива, ги исполнуваат условите за државјанство, но биле заборавени. И сега може, бидејќи тоа не е прашање на закон, вакви ситуации сме имале ние и 95-та година и 2004 година, кога под посебни услови се доделуваа државјанства, што не е тоа причина вие да внесувате битни измени во законот за државјанство, кои воопшто не се на линија на европските стандарди. Да велите дека не мора да има заклетва за лојалност, да велите сите рокови да ги направите најкуси што е можно, дури да го бришете ставот дека ако некој е закана за оваа држава, безбедносна, замислете, дека нема причина да не добие државјанство, да напишете дека треба да познава еден од службените јазици, извинете, ама тоа секаде мора да има некој код за комуникација и јас стално повикувам на Уставот. Во Уставот пишува, нели, дека дури ако наставата е на друг јазик, задолжително се изучува македонскиот јазик. Видете, разлика во амандманот 5 меѓу ставот 1 и 2 има, но повторно со злоупотреба на европското знаме, во скратена постапка беше донесен законот за употреба на јазиците. Втората забелешка ви беше околу знамето. Ете, тоа е нашиот однос кон ЕУ. Значи, во деловникот има прецизни одредби дека само во случај на хармонизација со европското аки комунитер, односно европското право, што ќе рече директивите и регулативите, можете законот да го донесете во скратена постапка. Точно е одредено дека треба да наведете кој член од законот со кој член од директивата или регулативата се усогласува. Треба да има подпис. Ако нема такво нешто, а во случајов ве уверувам дека ништо нема што е хармонизација со ЕУ, председателот на собранието треба да го врати законот на владата и да побара најдоцна во рок од 15 дена да се наведе тоа. Ниту се навело, туку кај нас, значи, европското знаме се злоупотребува за да се оневозможи редовната постапка и дебатата и во скратена постапка во рок од 3 дена веќе договореното само да се аминува. Невозможно е да се толерира ваква практика. Ова не е европеизација, туку ова е бегање од европските стандарди. Левица најави кривична постапка доколку спикерот Џафери прифати таква опција да дојде закон со европско знаменце. Не му е прв пат на председателот да толерира кршење на деловникот, а тој треба да го брани деловникот. За еден професор кој предава парламентарно право, ова е убивање на правото и замислете, јас сум овде некој кој што го гледа тоа.
ние, пратениците, парламентите одредуваат каква ќе биде постапка, а не владата. Страшно е што во Комисијата за европски прашања седи професор по право. Видете, да толерирате вие кинење на европското знаме, газење на европското знаме, злоупотреба на европското знаме, а да велите дека сте зрели за ЕУ е цинизам и хипокризија. Сакам да кажам дека тоа е она што ние најчесто го повторуваме, владење на правото. Зошто? Зашто го нема. Така, сакам да ве прашам уште едно прашање. Предлог закон за дополнување на законот за основно образование. Што се бара? Што бара опозицијата со овој закон? Така. Значи, накратко, да. Што бара опозицијата? Бара политиката да ги слуша најстручните и најкомпетентните. Да подсетам. Во законот за основно образование концептот го утврдува министерот. Не многу чест случај во европската практика, бидејќи министри биле и луѓе кои што не доаѓале од образованието, ниту од науката и она што ние, слушајки го Институтот за национална историја, Институтот за јазик, Филолошкиот факултет, МАНУ, сакаме да го направиме, е барем да го обврземе министерот, оти понекогаш ние имаме министри кои се самонаречени, најдобри познавачи на образовните проблеми, само крунисани образовни кралеви и кралици, сакаме да го врземе за членот 7 од овој закон, во кој што се набројани целите на основното образование и додаваме дека, значи, во следниот, тоа го велиме, значи, упатуваме на членот 7, а исто така во членот 7 во алинејата 3 велиме дека треба да се додаде зборот историја. Имено во алинејата 3 се зборува за што е целта во националните стандарди, кои се како национални стандарди за учениците во основното образование се набројуваат јазична писменост, изучување на други јазици, математика, природни науки, дигитална. Ние сметаме дека треба да стои историјата. Видете, но сега историјата е вметната во историја и општество, мислам. Видете, не е историја и општество исто. Кога зборуваме ние за историја овде во членот 7 во алинеја 3, мислиме на нешто што го има во останатите алинеи, кај што се зборува за развивање свест кај учениците, па има национален, граѓански, културен идентитет. Ние сметаме дека националната свест е неразделна од историјата. Не говорам јас за историја и општество, зборувам за национална историја, зборувам за регионална историја, зборувам за светска историја, ако сакате. Од она што го гледаме ние во програмата, така како што се напишани подрачјата, не препознаваме. А имаме сериозен проблем. Нас токму националната историја ни ја оспоруваат. Значи, треба да ја развиваме. Така. Професор, ке ви благодарам на разговорот. Толку е нашето време, 15 на минути и повеќе. Некоја минута плюс, ви благодарам уште еднаш на разговор. И јас ви благодарам. Инаку ова 15 минути не е случајно. Да, велат толку може да задржите внимание. Така, се надевам дека го задржавме. Ви благодарам. Студио, ова беше нашиот разговор со професорката Гордана Селјановска-Давкова.